Од денеска стартуваа најновите мерки, протоколи и препораки за заштита на здравјето на населението од COVID-19 донесени од владата на вчерашната седница. Согласно препораките, владата донесе одлука дека за влез во угостителски објекти, кафулиња и барови, без разлика на капацитетот и бројот на присутните посетители, како и за настанот секаков вид, задолжително е поседување, приложување и проверка на еден од документите, сертификат за извршена имунизација, односно вакцинација од вирусот COVID-19, односно примена најмалку прва доза вакцина против заразната болест или потврда за прележан COVID-19 во последните 45 дена, сметајќи од денот на оздравувањето за лицата над 18 годишна возраст. Оваа мерка задолжително се применува и за организација, работа и присуство и на секаков вид на настан на отворен простор, каде што има повеќе, како и за влез во затворениот дел од моловите. Дополнително, во сите угостителски објекти, кафулиња и барови опфатени со оваа мерка, каде капацитетот е поголем од 30 посетители, задолжително е воспоставување редарска служба од страна на правниот субјект за контрола и спроведување на мерката, додека пак во угостителските објекти со капацитет помало од 30 лица, контролата на поседувањето на COVID-19 сертификатот на посетителите е должност на редовно вработените лица. Овие мерки стапуваат на сила по нивното објавување во службен весник, односно од денеска. Останува забраната за организација на свадби, веселби и прослави во објекти од затворен тип, додека друг тип на настани на затворено и натаму може да се организираат со исполнетост до 30% од капацитетот на местото каде што се одржува настанот и ограничен број на посетители до максимум 1000 посетители со задолжително поседување, приложување и проверка на еден од задолжителните COVID-19 документи. Дополнително, од 1 септември годинава домашни и странски државјани ќе може да влезат на територијата на Република Северна Македонија доколку претходно на граничниот премин приложат сертификат за извршена имунизација од вирусот COVID-19, односно примени најмалку 2 дози на вакцина против заразната болест COVID-19 или потврда за прележан COVID-19 во последните 45 дена, сметајќи од денот на оздравувањето, или пак медицинска потврда со негативен резултат од тестот, направен 72 часа пред влезот на територијата на Македонија. Граѓаните на Куманово со поделени мислења околу најновите мерки на владата. Па еве јас само ќе поставам едно прашање. Бидејќи имам прелегано и уште нема пройдено 6 месеци, значи јас треба сега по нови правила повторно да бидам тестиран или повторно да примам вакцини. Пред тоа беше законот дека 6 месеци кои имаат примена кои прележале не треба да се вакцинираат. Сега некои 45 дена. Значи законот не го следат како што треба или го донесуваат како што на ними го одговара. Затоа мислам дека овие мерки, поготово за кафичи и за кафани, не се прилагодни. Бидејќи како ќе живеат тие луѓе веќе? До кога? Еве друга година почнува. Што ќе правиме сега? Значи треба да ги затвориме. Боле затворете ги, сите не затворите и за дома ако треба да правиме тест, па нека види како виде. Е баш убаво да ти кажа. Како деца кидат од први у школа, а нас не затвараат да ти барат сертификат, било што, а нема вакцини кои ти треба тебе и не е ни сигурно ништо, не знам. Јас да ти кажам дека не сум задоволна со ова. Не прифаќам ништо, значи ова е све лаж. Фала. Треба сваки да прима инекција. Ја имам 2 и вакцине, тој на пример што се они, едно само може да кажу да овде роцој донасав, све што ја остане и роцој тој донасав, нема специјалне вакцине. Например, AstraZeneca, Pfizer, едно друго. Што превиши, они донесе роцо овде и народ избегава неке да прима. Али друго, треба вакцине да земе од Србију, народ да не иде по Србију, да уведе и да пример да направи неко место куде треба неко објект, велики објект и мора да објавев на сваки жител да дојде, да су вакцине екстра набавене, да прими свако, а без вакцину не треба ни едно да биде. Како ќе ги прокоментирате новите ковид мерки кои што стапија на сила од денеска? Никакви. Ево на капу па не може да се напиеме како не ни дава. Па добри су мерки ко. Па добри су мерки, зашто да се заразува народ? Па добри су, како не се добри. Не се добре. Која е вашата порака до граѓаните? Треба ли да се Да вакцинираат? се вакцинира, па да. Нема друг лек, мора да се вакцинира да го
Па не ги поддржавам вие новите мерки. Дискриминација на овој наш народ овдека. Мислим целокупан. Како да ви кажу? Можда има нека несреќа, али и да има, ја мислам дека тој вештачки е тој произведена, не. Видите дека нема ефективно нити вакцине, нема ништо. Како можеш вакцине да има месец, година дана да се толку кад се испитане тие вакцине, на кога се испитане? И такој смо слаба економски, и такој овој са све ќе уништи економију. Ја мислим, овој е најголем кривац влада. Вакцина е слободен избор на свој граѓанин. Не може некога гарант да му каже да се вакцинира. Еве пример, јас сум вакциниран, ама на свој волју. Кинеску вакцину, 2 дозе, али ја имам 69 години и сам сам се кае да примим. Има здравствени луѓе, има луѓе кои што може да го поднесат овој вирус. Има закони кои се треба да се штитат и да се предпримат мерки. Тоа е за апел, ама има дел луѓе кои што се навистина здрави, способни, не би требало. Дали ќе биде во затворена просторија, дали ќе е отворена, тие луѓе не треба да се мотивираат и да ги санкционираат по нивните законски норми. Од 1 септември и за сите домашни и странски државјани ќе се бара За внатрешно и надворешно излегување од државата, одржување на ковид мерките, треба да се преземат. Навистина и треба така да се постави, со цел за да се штитиме самите ние граѓани од овој вирус. И самото здравство наше треба да земе такви мерки. И идат мерките со закаснување. Значи не може да се бара првин 6 месеци кој има прилежане, а сега 45 дена. Значи кај да оди тој човек? Значи работа што треба да ја врши, значи тој планирал да ја врши во тој термин. Сега испада другаче. Значи не е тоа добро. Не е добро од власта. Значи, а има повеќе пропусти. Ама донесаат мерки со закаснување. За нашите граѓани кои ќе се враќаат во земјата после 1 септември, а немаат ПСР тест или потврди за примена вакцина или за прележан COVID-19, ќе се одреди мерка карантина од 7 дена домашна изолација со решение од Државниот санитарен и здравствен инспекторат. Странските државјани кои транзитираат низ земјата ќе може да го направат тоа во рок од 5 часа со претходно подпишана изјава на влезот во земјата, која ќе треба да ја приложат пред граничната контрола на излезот од државата.